Наши соговорници се Ненад Божовиќ, Љубица Будимовска-Динева и Филип Поповски од тркачката дружина 091 Run Crew Скопје. Со нив разговараме за Евротрип. Постои веќе 4-та година и за цел има да ги спојува европските градови меѓу себе, меѓутоа и луѓето на кои што учествуваат на тие трки. Трчање, тимови, тактики. Тоа е Евротрип. Еве го историјатот. Првата дестинација е од Бриж до Келн, втората е од Келн до Страсбур, третата е од Страсбур до Инсбрук и четвртата едиција каде што ние учествувавме, направивме големи напори да учествуваме на таа трка од Инсбрук до Љубљана. Поентата на Евротрип е да се трча низ најмалку 2 европски држави. Второ, се трча во тимови од по 8 надпреварувачи. Трето, се граби кон целта нон-стоп, значи нема запирање. За таа цел, секој тим си има своја логистика од луѓе, комбиња, возила кампери и така натаму. Како изгледа една трка? Оваа трка, Евротрип, е тимска трка. И тоа е штафетна трка. Учествува оваа година 38 екипи. Има 2 дела такмичењето, рекреативен и тркачки. Учествуваат 8 такмичари, од кои што е многу битно да кажеме дека минимум треба да се 2 жени. Ние со гордост можеме да кажеме дека кај нас 50% беа жени. Значи 4 жени, 4 мажи. Тактиката на нашиот тим била едноставна. Првиот надпреварувач трча 2 километри, следува вториот исто така со 2 километри, па третиот, четвртиот и така натаму и така натаму. За цело време, трчачите се придружувани од човек на велосипед кој ги обезбедува и ги освежува. Трката почна во петокот на 6 јуни во 23 часот и целта беше да се стигне до Љубљана најдоцна до 15 часот во недела. Ние стасавме 9 часот и 20 и нешто минути утрото. Се трча цело време, значи нема престанок. Нема престанок. Секогаш еден од екипата трча. Така да мислам дека и тоа ни беше уствари најтешкиот дел во целото тоа, бараше огромна покрај физичка спремност, бараше и психичка подготовка дека тоа треба да се издржи. Ние имавме 2 комбиња за поддршка и еден кампер. Така да спиењето се одвиваше во камперот и едното комбе, кој како ќе му дојде. Евротрип низ Австрија, Италија и Словенија бил во должина од 400 километри, а учествувале надпреварувачи од цела Европа. Трката е цело време по пат, значи по асфалт, меѓутоа имаше сериозни нагорнини, пошто да од Австрија кај што се трга треба да се влезе во Италија, значи има еден дел на Алпите што треба да се искачи, да се симне. Во Италија исто така има дел кој што е рамен, меѓутоа има и сериозни угорници. И Словенија е сепак пак угорница. Само финишот доаѓа една убава удолница како за крај на целата трка. На финишот дочекуваат и организаторите, меѓутоа и сите што финиширале. Истото и ние го направивме. Завршуваш, нели си честитаме сите, се радуваме на тоа, застануваме тука и ги пречекуваме останатите, се до последната екипа додека не влезе на целта. Победиле холанѓаните, а нашите се пласирале на солидното 9-то место. Забавата во Љубљана трајала до Сабајле. Забавата со европејците беше на ниво, беше супер затоа што самиот крај беше во паркот Тиволи во Љубљана, каде што имаше прием на сите трчачи како завршуваат. Ние заедно завршивме трката, сите и тие што трча и колегите од поддршката. И морам да кажам дека најсладкото пиво кој го испивме во паркот Тиволи со останатите екипи ќе го памтиме за секогаш. Има еден податок кој што вели дека нашава екипа била една од највозрасните. Точно е тоа? Токму така, кога трчавме, кога се разменувавме со другите екипи, а и кога ги видовме дури на стартот и на самиот крај, увидовме дека ние сме помеѓу највозрасните и тоа многу ни годеше, затоа што сепак мислиме дека можеме со ова да допринесеме, да влијаеме и да мотивираме многу други луѓе да почнат да се занимаваат со спорт и со здрави навики. Да бидеш на ниво рамен, дури и подобар од некој што е дури 20 години помлад од тебе, навистина за восхит. На крајот од ова трчање, на заедничката забава со другите тимови, беше објавена рутата за 2026, тоа ќе биде Љубљана-Задар.
Ова е 4-та година на одржување и на едно од најмасовната трка од самото постоење. Верувам дека следната година ќе биде уште помасовна и како што велат организаторите, истата сакаат да продолжат. Ние веруваме, но и ќе лобираме истата да заврши во Скопје во некои од наредните етапи. Епа, Евротриповци, со среќа до година и сигурни сме во едно. Ќе се вратите со уште подобар резултат. Само напред и јако, а подготовките може да почнат.